Почитувани представници на медиумите, почнуваме со заедничката пресконференција на министерот за здравство доцент доктор Венко Филипче и министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. По нивните обраќања, новинарите ќе имаат можност да постават прашање преку онлайн алатката Zoom. Министре, повелете. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Со планот за отворање на градинките, веќе од следната недела, дозволете да информирам за протоколот за активности во установите за згрижување и воспитување на деца, кој го донесе Комисијата за заразни болести, а со кој се овозможува реализација на процесот под посебни мерки за превенција од ширење на коронавирусот во овие установи. Протоколот опфаќа план на активности и делувања кои се однесуваат на самата установа, на воспитно згрижувачкиот кадар и на родителите на децата кои ќе посетуваат градинка. Неколку детали во однос на протоколот за кој што сметам дека е важно да се информира јавноста. Пред отворањето на установите потребно е да се направи дезинфекција на просторот и дворовите во градинките, да се исчистат, дезинфицираат, и тоа е постапка која што е веќе во тек од страна на општината или соодветниот центар за јавно здравје. Се поставуваат едукативни постери со препораки за превентивните активности на истакнати места. Секоја установа треба да обезбеди доволна количина на лична заштитна опрема, маски и ракавици за вработените, средства за одржување на лична хигиена, за дезинфекција на вработените и на просторот, и задолжително да има безконтактен термометар за мерење на телесната температура. Дезинфекцијата на просториите, подовите, предметите е задолжително на секој 2 часа во текот на денот. Задолжително проветрување на просториите согласно временските услови. Престојот на децата треба да се организира на начин на кој ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи, сместени во одделни простории, во согласно со можностите, а игрите се препорача да се организираат што е можно повеќе на отворено, тогаш кога времето го дозволува тоа, и во помали групи. Приемот на деца по воспитна група треба да биде со 10 минути временска разлика на влез, на кој задолжително е обележано растојание од 2 метри, а детето го спроведува еден родител и секогаш носи заштитна маска. Се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до другите објекти. Лицата кои доставуваат храна задолжително носат маски и ракавици. Храната на децата да се остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со претходна дезинфекција на рацете и на масите. На сите вработени при влегување во установата задолжително ќе им се мери температура, доколку некој вработен има било какви симптоми на болест, истиот треба да биде отстранет од работа. Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории. Вработените во установата имаат обврска да го следат сопственото здравје и состојбата на децата при прием и во текот на престојот на децата во установата, и во целост да се придржуваат кон општите препораки за превенција од вирусот на работното место и секако надвор од него. Во однос на приемот и престојот на децата во установата, на прием на секој дете му се мери температура со безконтактен термометар, а детето по влез во градинката задолжително ги мие рацете и секако повеќе пати во текот на денот. Растојанието помеѓу масите за седење на децата треба да биде помеѓу 1,5 и 2 метри. Спиењето организирано така што децата треба да бидат поставени на креветите според принципот нозе-глава. Повторно растојание од 1,5 до 2 метри во единични кревети и постелнина за секое дете, соодветно обележани со името на детето. За време на работа сите вработени носат заштитни маски. Воспитните групи за деца до 2 годишна возраст да имаат максимум по 6 деца, а над 2 години по максимум 15 деца. Секој родител треба да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете. Во установата не сме да се користат играчки што не се перат и дезинфицираат, играчките не се мешаат помеѓу групите, воспитувачките се задолжени за детална хигиена на играчките.
Воспитувачките и негователките се грижат за задолжително миење на раците на деца при прием и во текот на денот, особено после кивање, кашлање, евентуално плачење пред и после конзумирање на храна и секако одење во тоалет под надзор. Кога се менуваат пелени во помалите групи, строго почитување на постапката со одржување на хигиената на рацето, секако и дезинфекција последователно на површините. Протоколот предвидува засилени воспитни активности со деца, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето на новите правила за заштита од вирусот и секако создавање соодветни навики кај децата за лична хигиена. Воспитувачот ги контролира причините за отсуство на децата, контактира со родителите и доколку е потребно и со матичниот лекар, односно педијатар и Центарот за јавно здравје. Во однос на здравствената состојба на децата, доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето од било каква природа, не треба да го носи детето во градинка и треба да го контактира матичниот педијатар. Родителот при првото и при секое повторно после болест вклучување на детето во градинка потребно е да донесе лекарска потврда од матичниот лекар. Дозволете неколку детали врска со алгоритмот за постапување доколку некое дете појави некакви симптоми за време на престојот во градинката. Потребно е секоја градинка да има назначено лице, по можност медицинско, таму кај што го има за контакт со надлежниот Центар за јавно здравје, доколку детето за време на престојот развие покачена телесна температура, се изолира во посебна просторија, каде се грижи негователка од неговата група, а назначено одговорно лице од градинката веднаш го известува родителот да дојде во градинката. Истото лице стапува во контакт и со епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје и со матичниот доктор, односно педијатар на детето. Во координација помеѓу епидемиологот од епидемиолошката служба, лекарот педијатар, родителот, старателот на детето се одлучува за понатамошната постапка според проценката на ризик која што ја прави пред се епидемиологот. Тој прави таква проценка на ризик и евентуална можност од проширување на инфекција во групата или целата градинка, со што децата, учителката и негователката од воспитната група во која представувало евентуално позитивното дете како блиски контакти според проценката ќе одат во домашна изолација со решение од Државниот санитарен здравствен инспекторат. За најдената состојба, појава и преземните мерки се известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Државниот санитарен здравствен инспекторат. Надлежниот епидемиолог организира вонредна дезинфекција во градинката. Детето позитивно на SARS-CoV-2 вирусот заедно со родителите, односно старателите, продолжува во домашна изолација под здравствен надзор и здравствената состојба ја следи матичниот лекар, секако болничка установа која што ќе се грижи за хоспитален третман на децата е болницата во Козле и секој од педијатриските оделенија ширум државата со кои што имаме практично секојдневна координација, исто по принципот на сместување на адултни пациенти. Детето кое било сомнително дека е позитивно на вирусот, а за кое со PCR тестирање е докажано дека е негативно, продолжува да ја посетува градинката со потврда од матичниот лекар. Дозволете да упатам и неколку пораки. Исклучително е важно да направиме се да го зачуваме здравјето на најмладите и да не дозволиме да се шири вирусот во градинките и во семејствата на децата. Клучно е да се почитуваат протоколите од страна на сите чинители, од страна на градинките, како институции, воспитувачките, секако и родителите. Неопходно е да им се пристапи на најмалите децата на начин на кој тие ќе разберат дека се штитат себе си, своите другарчиња и своите семејства. Апелирам до родителите и воспитувачите да дадат свој личен пример за почитување на мерките на децата со цел и тие да разберат дека ова е нашиот нов начин на живот и функционирање. Да ги едуцираат, потикнат и охрабрат да ги почитуваат мерките и на оваа најмала возраст.
Особено е важно, уште еднаш да повикаме максимална одговорност, доколку детето има симптоми, тие се препознаат рано, да не се носи во градинка и да се изолира соодветно, да се информира установата да се преземат соодветни чекори. Сосема на крај, посакувам на воспитувачите и негователките успешна работа на децата, безбеден престој во градинките. Благодарам. Ви благодарам, министре, за излагањето. Министер Кешах Паска, повелете. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за труд и социјална политика и во координација со Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести, донесе одлука на 9 септември да се отворат установите за згрижување и воспитување на деца, детски градинки и центри за ран детски развој. Градинките ќе работат согласно утврдениот протокол за активностите во установите за згрижување и воспитување на деца по укинување на вонредната состојба, што владата го усвои на 29 мај оваа година и е доставен до сите установи за згрижување деца. Анализата на податоците од градинките покажа дека тие се подготвени наредната среда на 9 септември да почнат со работа и да ги примат и згрижат децата во согласност со предвидениот протокол утврден од Комисијата за заразни болести. Приоритет за посетување на градинка ќе имаат децата на самохраните родители и децата на двајца родители кои се вработени и ќе донесат потврда од работодавачот дека работните задачи не може да ги извршуваат од дома. Изминатиот период вработените во градинките ги контактираа родителите на децата, пошто се утврди дека, согласно протоколот, градинките имаат капацитет да згрижат 19.000 деца, но интерес за згрижување пријавиле родители на 14.555 деца. Доколку градинките имаат повеќе слободни места, односно, согласно критериумите од протоколот можат да згрижат повеќе деца од приоритетните, во тој случај можат да прифатат други деца што се запишани во градинката. Согласно протоколот, групите за деца до 2 годишна возраст треба да имаат најмногу 6 деца, за кои ќе се грижат двајца вработени, додека групите од 3 до 10 годишна возраст треба да имаат најмногу 15 деца и двајца вработени. Од тие причини, односно, поради намалениот капацитет на градинките, беше неопходно да се дефинираат овие приоритети. Владата веќе им препорача на единиците на локална самоуправа кои се основачи на јавните установи за згрижување и воспитување на деца да обезбедат или адаптираат дополнителен соодветен простор доколку за тоа има потреба. Истовремено, на општините како основачи на градинките им препорачуваме да обезбедат потребен соодветен кадар за временскиот период до траењето на пандемијата COVID-19, доколку градинката има потреба за тоа, со цел да се обезбеди непречено функционирање. Како Министерство за труд и социјална политика изминатиот период интензивно контактираме со сите градинки во државата. Убедени сме дека процесот ќе се одвива без проблем. Децата ќе бидат згрижени на безбеден начин, а нивните родители ќе можат да се вратат на своите работни места. Сепак, сакам да апелирам до родителите дека капацитетот на градинките поради посебните протоколи е значително намален, поради што сите кои имаат можност да ги згрижат своите деца на друг начин, да не го зафаќаат местото во градинките на оние семејства на кои тоа им е реално попотребно. Благодарам. Ви благодарам многу. Започнуваме со новинарските прашања. Во интерес на времето, поради друг настан со почеток во 12:30 часот, ги замолуваме новинарите по едно прашање од медиум. Прв поставува прашање Телма Тамара Повели. Јас бидејќи се двајца министри, сепак имам по едно прашање за секој од нив. Значи, за министерката Шахпаска, дали ова се однесува отварањето за приватните градинки и ме интересира дали доколку некои градинки не има популнет капацитетот, а има родители
дали може да се префрлаат децата од градинка во градинка, например детето ако одело во Ново Лисиче, дали може да продолжи да оди во градинка во Кисела Вода со пополнување на местата. Значи дали може и така да се пополнуваат и кој ќе врши контролата како се обвиваат протоколите. За министерот Филипче имам прашање исто околу протоколите, значи рековте дека доколку временските услови дозволуваат проветрување, играње надвор, што кога нема да дозволуваат. Едно прашање околу мој термин. Бидејќи започна мој термин, ме интересира како ќе ги делите оние луѓе кои беа одложени. Дали мој термин ќе биде половина за нови пациенти, а половина ќе го пополнувате со парите, тоа не е дообјаснето. Како ќе се вклучуваат пациентите за кои има списоци по клиниките? Благодарам. Благодарам на прашањето. Значи, истакна во изјавата дека градинките кои што согласно протоколите имаат слободни места, можат да ги пополнат со дечиња кои што претходно биле запишани во таа градинка. Доколку во некоја градинка се јави недостаток на места за сместување на дечиња согласно утврдените протоколи, во таква ситуација на ниво на општина може да се упатат дел од децата во соседна градинка која што е најблиска, меѓутоа нашата анализа како Министерство за труд и социјална политика покажа дека само неколку исклучоци постојат во државата за вакво сместување. И третото прашање, Околу приватните градинки и контролата кој ќе врши. Приватните градинки исто така може да започнат со работа на 9 септември, доколку ги исполнуваат критериумите од протоколот усвоен на 29 мај од Комисијата за заразни болести, кој што беше утврден на влада. Значи да, и за нив значи почеток на работата на 9 септември. Благодарам. Благодарам. Разговаравме за повеќе опции на Комисијата за заразни болести, практично разгледувавме и повеќе алтернативи, можности кои ги се појават како резултат на овие препораки. Во таа смисла и тоа кога децата може да одат надвор и во врска конкретно со проветрувањето и тогаш кога временските услови тоа го дозволуваат секако, инаку според проценката, доколку се оцени дека е премногу ладен воздухот, секако пократко време во текот на денот, но проветрување на некој начин секако дека мора да има. Во однос на системот мој термин, веќе се направени списоци пред се во институциите кај што се собрани повеќе пациенти со хронични болести, каде се одложуваа интервенциите и еден дел од капацитетите ќе биде посветен на нив согласно листата на чекање кај соодветниот доктор. Значи, тој ќе има врска да направи еден дел во интервенциите посветен само за овие пациенти, друг дел за закажување на нови пациенти. При тоа, нешто подолго време сега трае прегледот, не треба да има придружба или максимум еден човек, се мери телесна температура на влезот кај сите. Многу често се закажува и амбулантата. Може да кажам дека одлично искуство од почеток на неделата имаат на клиниката за педиатрија, бројни консултации, нешто што и на некои други клиники функционираше предходно, на клиниката за урологија, клиниката за ортопедија, каде што се откажува интервенциите, болницата Свети Еразмо и предходно почна да работи, и болницата 8 септември, се институциите каде што овој процес ќе биде паралелен. Значи, само појаснување, ако може, значи нема определено 50-50 или 30-70, туку ќе зависи од лекарот како ќе ги вика пациентите кои има откажан терминот и новите. Ние утре имаме состанок со директорите на хируршките клиники, денес со директорите на интернистичките клиники, една од точките за дискусија и ова, меѓутоа според предходните насоки, согласно одлуката на стручниот колегиум, исто така како што беа и одложувани. Така се прави динамиката на спроведување на овие интервенции. Благодарам. Благодарам, Тамара. Одиме понатаму. Следни за поставување прашања са канал 5. Повелете. Само микрофон ако може да вклучите. Во рета? Јана? Дали се слушаме? Да. Сега е во ред. Повелете за вашето прашање. Се извинувам. Најпрво добар ден. Значи, еве може да прашањето да е и за двајцата министри.
Министерката Шахпаска пред малку спомена во однос на градинките, меѓутоа еве по-конкретно. Многу нејасноти настана пред се кај родителите околу тоа дали фактички еден од родителите ќе биде ослободен од работа за децата до 10 години, како што всушност беше предходно, и дали нели во училиштата и во градинките појаснувања, и дали дефинитивно нема да има целодневна настава во училиштата, дали е ова дефинитивно одлучено. Благодарам на прашањето. Значи, ние истакнавме дека приоритет, односно влезен критериум за сместување на деца во градинки ќе биде самохран родител и двајца вработени родители. Родителите кои што ја користат мерката за чување на деца од 0 до 10 години продолжуваат и понатаму да ја користат оваа мерка. Значи, оваа мерка не ја укинуваме. Продолжува и понатаму да биде на сила. Толку, Јана? Добро. Одиме понатаму. Следни за поставување прашање се Сител. Динев? Добар ден и од мене. Имам и до двајцата министри по едно прашање. До господјата Шахпаска споменавте дека капацитетот е 19.000, меѓутоа е пополнето 14.555 деца. Меѓутоа ова е на ниво на цела држава. Дали во моментот имате конкретна општина каде што веќе е пополнет капацитетот, односно има и двајца вработени родители, дете на самохран родител, па има некоја листа на чекање? И до министерот Филипче, во мај беа направени тестирања на сите вработени во градинките, беа потрошени 4448, да речам, безцелно тестирања, тогаш не се отворија градинките. Дали повторно ќе планирате или имате во план да ги тестирате вработените пред да почнат со работа во среда? И уште едно конкретно прашање до министерот Филипче, дали ќе го пуштите вашето дете да оди на училиште во октомври со физичко присуство или преферирате онлайн настава? Благодарам. Сметам дека тестирањето во тој период на вработените во градинките беше согласно тогашната епидемиолошка ситуација. Значи, спласнуваше на некој начин првиот бран и сакавме да бидеме сигурни дека тие кои што ќе работат со децата се практично негативни. Не би се сложил дека се безцелно направени тестирањата како и за ниту еден друг тест до сега, заради тоа што ако ништо друго укажана е на епидемиолошка ситуација во тој момент. Заради тоа што имаше во еден или два случаи, ми се чини во една битолска градинка, тука една во Скопје, у кој што се откри дека еден од вработените е носител на вирусот, па се направи епидемиолошки анкети. Сега во оваа ситуација сметам дека е сосем доволен алгоритмот по кој што се движат епидемиолозите и задолжителното придржување до превентивните мерки како една универзална форма која што значи ово испречување на ширење на вирусот, односно дека тестирање во таа смисла исто како што тогаш беше направено, сега не е индицирано согласно ставот на епидемиолозите. Во однос на децата и конкретно за мене, значи сите ние го посакуваме најдоброто за нашите деца, токму тргнувајќи од таму дека заштитата на здравјето е приоритет во оваа ситуација, кога постепено дозволуваме да децата се во градинка, понатаму во училиштата, најпрво неколку оделенија, покасно согласно епидемиолошката ситуација и погорните, со цел да не дозволиме нагло голем број на деца во затворена просторија, што е исклучително голем ризик да се трансферира вирусот и да се појават заболени, како што тоа се случи во некои други земји, во Израел, во Германија, примери кои што ги следевме. Конкретно, моето дете е во погорните оделенија, 9 оделение, треба да следи онлайн настава, но јас лично ги почитувам сите препораки. Тогаш кога се створат услуги за физичко присуство во училиште, така и ќе оди. Мора да приметам дека има се поголем број на дури и деца, еве во таа возраст, да кажам конкретно, у кој што
и за време на дружбите користат заштитни маски, што е за поздравување и охрабрувам и другите родители на тоа да укажуваат. Сега може и вие за прашањето. Дали веќе во одредени општини или конкретни градинки има веќе пополнет капацитет, бидејќи тие се капацитетите, групите се тие јасли до 6 деца, поголемите до 15. Благодарам на прашањето. Министерството за труд и социјална политика направи детална анализа врз основа на информациите кои што ги добивме после контактирање од секоја градинка поединечно. Последните анализи ги правевме на 1 септември, значи пред 2 дена, и од тука имаме информација дека сите деца кои што пројавиле интерес, односно кои што согласно влезниот критериум треба да започнат со одење во градинка, ќе бидат сместени. Од друга страна, владата на првата седница препорачува на единиците на локална самоуправа како основачи на јавни установи за сместување на деца, доколку се јави потреба, односно доколку немаат доволен број на места во градинките, да најде начини согласно правилникот и нормативите за згрижување на деца во предучилишни установи во алтернативни решенија. Значи, според нашата анализа и општина по општина и градинка по градинка, ние не сме соочени во старт со таков проблем за да нема место за децата кои што се со влезен критериум. Напротив, како што кажав, од протоколите 19.000 места има во градинките согласно протоколот. Интерес пројавиле 14.555 деца. Остануваат уште 4.500 слободни места. Благодарам. Благодарам. Одиме следни, Алсат, повелете. Само ќе ве замолам во интерес на времето, ако може по едно прашање. Добар ден. Ако се слушаме, значи до госпоѓа Шахпаска, министерке вчера некои градинки се жалеа дека немаат доволен кадар, бидејќи некои од вработените го користат правото за отсуство како родители на деца до 10 години. Само според наши информации, значи само во Чаир 80% од вработените во градинки веќе го користат оваа право, што значи дека во градинките му фали кадар. Дали сте запознаена со овој проблем и која е вашето решение? Порано дури ги повикувавте градинките да обезбедат кадар. Како да обезбедат? И имам после уште едно прашање. Ви благодарам. Значи, согласно анализите направени, согласно врските, на првата владина седница, владата им препорачува на општините како основачи на установи за сместување на деца во претшколско образование да обезбедат кадар кој недостасува за напречено вршење на работата. Доколку градинките се соочат со ваков проблем, ние како министерство и како влада ќе ја анализираме повторно потребата од кадар и заеднички ќе наоѓаме решение. Здравието, безбедното сместување на децата во градинките и на кадарот представува врвен приоритет за нас и како министерство и како влада. Знам дека немаме многу време, меѓутоа би ве замолил за едно објаснување на целта на најавеното задолжително пензионирање за жени на 62, а за мажи на 64 години. Значи, која е намерата? Дали намерата е да се ослободат работни места за младите или на овој начин се обидува да се намали бројот на вработените во јавната администрација? И за кого ќе важи најавената промена, ако се усвои, се разбира, дали ќе ги опфаќа и лицата што веќе го продолжија пензијата и имаат уште една година време. И до министерот Филипче, докаде е тендерската поставка за мобилните болници низ другите градови, се планираше нели за есенскиот бран на пандемијата истите да бидат готови? Ви благодарам на прашањето. Прво морам во интерес на јавноста да истакнам дека согласно Уставот не треба да постои дискриминација на луѓето по пол. Од тука, законот не може да ги дискриминира мажите да одат со 64 години, а жените со 62. Тоа и во досегашното важечко решение е регулирано доколку жената изрази желба и со посебно барање на 62 да оди во пензија. Меѓутоа,
ќе ни дозволите. Ова што представува наше изборно ветување, владина програма понатаму, на кое во моментот работиме, ние ќе го испорачаме кога ќе ги додефинираме сите моменти од законот за пензионирање по основна возраст. Значи, тоа е закон и на кој што се работи и кој што многу брзо, како што истакна премиерот во својата изјава пред 2 дена, ќе бидете запознаени како јавност и вие медиумите, меѓутоа и граѓаните. Благодарам. Постапката ја води проектната единица на Светската банка, која што е во рамките на Министерството за труд и социјална политика, со оглед на тоа што Министерството за здравство таа се спрема и ќе биде составен дел, веројатно од почеток на следната година, кога ќе се имплементира и реформата на приманото здравство со помош на Светска банка, нешто што го планиравме и претходно. Сега во овој момент документацијата потребно е финално да се одобри од Централата на Светска банка, што верувам дека се случи на почетокот на следната недела, после што таа ќе започне. Ви благодарам многу. Ова беше пресконференцијата на министерот за здравство, доцент доктор Венко Филипче и министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Прашањата кои што пристигнаа во текот на пресконференцијата ќе бидат одговорени во најбрз можен рок во текот на денот. Ви благодарам многу.